Десетина села од источниот регион веќе четврти ден се одсечени од светот како резултат на соспите од снег. Најалармантна е состојбата во Потплачковичкото село Почивало, каде на околу 300 жители им се заканува епидемија од грип, но немаат ниту медицинска помош, ниту лекови. Абе со храна, знаеш, и то домашна храна јадам, ама знаеш, многу грипо многу фати. Да, многу и снег има и не може лекови да се со солеќеме, повеќе чај, мај тие работи пиеме. Екипи на Македонија пат се уште не успеале да го пробијат патот кон Плачковица, но и кон селата во Лакавичкиот регион. Имаме некои патни правци што се не се пробиени се уште, тоа е према Драгоево и Селце. Машината работи, а исто така текот на денот ќе биде пуштена машина за Плачковица, да се чисти пат. За разлика од повисоките места, во поголемиот дел од општините патиштата се проодни, но далеку од убаво исчистени. Проодни се, но некои имаме и тешко проодни, но се одвиваат во зимски услови. Има многу снег, знаете вие дека временските услови не дозволија да се исчисти навреме, затоа што имаше многу силен ветер, ниски температури, се замрзнати улиците. Ние апелираме до жителите да внимателно се движат по улиците. Завршени се на Драгоево, односно на Љуботен, на Долани, Пиперово, Лесковица, денес се работи на Суво грло Пушче, ќе работиме исто на локалниот пат према Брест. Се трудиме, значи, сите улици во градот да бидат проодни, да можат граѓани да ги вршат основните функции, значи се прави интервенција и на оние мали улички каде што е отежнат сообраќајот. До овој момент се фрлени околу 2 тони сол и околу 20 кубни метри песок. Интензивно се работи скоро 20 часа во текот на денот. Најголем проблем имаме во селата од северниот дел на општина Виница, тоа се селата Калиманци, Трсино, Трстија, Грлани, каде што проводноста е најслаба, најтешко проводни се тие делови. Централните улици, оние сите артерии кои се неопходни за живење во градот Кочани беа сервисирани. За ваша информација, до денеска 3 дена како сервисираме во градот, потрошени се околу 33 метри кубни песок гранулација двојка и околу 6 тони сол фрлено, што значи денеска продолжуваме пак онаму каде што е потребно. Континуирано ниските температури беа причина за замрзнување на водоводната мрежа и пукање на цевки. Имаме голем број на замрзнати цевки, имаме проблеми. Затоа имаме проблеми во наслаба Караварман, затоа водата е таму намалена. Веќе се работи на отстранување на дефектот. Имаме проблеми во Шардаван Баши, работиме на отстранување на дефектот. Имаме проблеми во централното градско подрачје. Имаме проблеми во Сењакот. Имаме проблеми со мрзање на водомерите кои благовремено интервенираме и гледаме да излеземе во пресек. Ова многумина се обидуваат да го спречат со оставање на водата постојано да тече, па потрошувачката на вода е на критично ниво. Особено во раните утрински часови. Минималната потрошувачка во овој период изнесува околу 120 до 130 литри во секунда. Prosečната потрошувачка е околу 16.000 метри кубни или околу 180 литри во секунда, додека максималната потрошувачка на вода достигнува до 200 литри во секунда. Мразот последните неколку дена во болница смести голем број жители на регионот поради скршеници. Во клиничка болница Штип е зголема мобилност на работа во ортопедското одделение. Имам околу 7 скршеници за последниве 3 до 4 дена. Најчесто се граѓани во по-одминати години, значи повозрастни граѓани. Од први до сега 9 никаде имаме околу 30 скршеници, од кои најчесто се на рачниот зглоб, на скочниот зглоб, имаме скршеници и на колено, имаме скршеници и на колкови. Така да групите луѓе со скршеници на колкови се околу 60 до 70 годишна возраст. Очекувано зголемен е и бројот на пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Евидентно е зголемениот број на луѓе со кардиоваскуларни заболувања присутни во нашите амбуланти и може да ги поделиме причините во две групи. Тоа е случувањето со времето, ладното време и вирозите од една страна. И втората причина е однесувањето на нашите сограѓани и на луѓето за време на празниците, кога тие добиваат, ги оптовруваат органите за варење, па добиваат различни цревни инфекции. За среќа сите бездомници се згрижени, а на нив им се подготвува и помош.
Ги помагаме со тоа што ја плаќаме и електричната струја, носиме и дрва кога можеме, се носи и храна. И во овој момент се подготвуваат неколку хуманитарни пакети во соработка со Црвениот крст на град Штип, кои што ќе бидат однесени пред се на ранливи семејства кои што ги имаме евидентирано овде кај нас во општината. Временските услови се повеќе од лоши и бараат зголемена внимателност. Оние што не мора да излегуваат нека седат дома, оние што мораат очите широко отворени. Поради ниските температури, променето е и работното време на некои институции во регионот. Така Штипската библиотека ќе работи само прва смена од 8 до 14 часот.